Останаа да висат многу неодговорени прашања во воздухот. Остана да виси смртта на Никола Младенов, Коста Крпач, Смилковско езеро. Очекувате ли да се покренат нови истраги кога веќе сега почнаа да се менуваат работите? Знаете, во принцип... Затоа што ако ве прашам за секој поединечно, знам дека нема да ми исто да ми така ви одговори. одговорам. Во принцип, не сум спремен да разговарам за конкретни предмети. Од многу проста и едноставна причина. Тие предмети треба да се решаваат на професионално ниво. Тоа се многу тешки, чкатливи, со многу стапици за нив, со многу недоречености, многу невидени затворени или отворени прашања, многу несогледани аспекти и потреба за понатамошни анализи. И тоа треба да е предмет на сериозна професионална работа. Професионалната работа значи конфликт на стручни мислења. Значи долги анализи со луѓе од различни профили. Криминолози, криминалисти, форензичари, балистичари, сообраќајни вештаци, зависи каде и колку ќе веземе. Под предпоставка да се авторитативни во своето знаење. Да знаат да зборуваат со аргументи. Да знаат да се повлечат тогаш кога ќе сватат дека погрешно или нецелосно го протолкувале аргументот. Сметам дека постојат простори секогаш за продлабочување на одредени анализи и отварање на прашања кои што може би во овој период не успеавме да ги отвориме или да ги видиме. Секогаш стои зад ќошот уште нешто. Мојата пракса, така ги учев и колегите, дека треба да се обидат да дзирнат изад ќошето, тоа што во моментот не е осветлено од рефлекторите на настанот. Има некое темно ќоше секогаш. Дали тоа заслужува да биде отворено? Јас сметам дека заслужува. Одредени сегашни професионалци одговараат, па тоа е многу скапо. Сум имал контакти со луѓе кои што се должни да водат сериозни истраги за нечија несреќа или, не дај Боже, нејасно завршување. Па вика, нема потреба ние да трошиме толку многу пари. Не е негово да разговара за цена. Тоа се прашања на кои што многу важни, суштински, на кои што се очекуваат одговори. Страшни. И затоа дефиницијата во светот на судско-медицинската дејност е јасно дефинирана од Комисијата за форензика на Европскиот совет на Европа. Сепак од Министерскиот совет на Европа. Сепак Европа е водечка снага во форензиката. Европа е. Другите континенти тежнеат скромно и пополека кон европската школа. Мене ми се случи со еден од тие овластени луѓе да ми се јави на телефон, вика, слушај, не ми праќај ти мене извештајот, не ми треба мене извештајот, на едно ливче само напиши ми е причината за смртта. Тогаш мене не ми беше јасно дали разговарам со Амал или со обвинител. Заради тоа што ако обвинител вистина, тој треба да знае што значи да дојдеш до таа дијагноза. Што све треба да потрошиш, колку време, колку пари, колку живци, колку знаење, колку книги, за да дојдеш до таа една реченица. Бидејќи таа содржи многу други прикасни за тоа. Тоа значи дека и таму треба да се коригираме и во обвинителство и во... Сега вика еден, па ја не го праќате секционизација, јас не можам да ви го платам, не ќе да ви го платам. Кој му го дал него правото? Да ја лиши правдата од обезбедување на еден крунски доказ. Па макар и дека нема елементи за кривично дело. Ето, тоа е многу поважно. Да кажете, не, овде нема елементи за кривично дело. Многу е потешко. Добро, деновиве, еве, не можам и ова да ве прашам, еве, ако сакате и технички, јавноста е вознемирена со околу смртта на докторката на нефрологија, која што и лично ја знаеме. Можно ли е технички да биде самоубиство ако некој си пресече врат, си забие нож во врат? Така ќе ви кажам, и двајцата ми беа многу драги. Многу драги пријатели. Останав шокиран дека може такво нешто да им се случи. Не. Ги рачунав како пример од среќен брак и среќен живот. Теоретски анализирајќи. Може да се случи, сме имале случаи
но овој мој одговор може. Е Не многу мора да плиток. значи. Заради тоа што не сум бил во ситуација да седам да анализирам, веќе бе во пензија и немам достап Така. до тие информации веќе на институтот. За да можем да ги анализирам, они си ги анализираат така како што сметаат дека треба и ја немам ништо против. Најверојатно луѓето знаат и добре работата, немам информации. За да седиме да зборуваме дали може или не може, има многу ситни други детали кои што треба да се изанализираат од криминалистички аспект, од судско-медицински и медицинско-криминалистички, за да можеме да добиеме една целосна слика во однос на тоа што се случувало, која е динамиката на настанот. На тоа сето мора да се направи психолошка аутопсија. Психолошката аутопсија пред се на жртвата. Мора да се најди мотивот, мора да се најди диспозицијата, мора да се најди кумулацијата на мотивите. Мора да видиме што е тоа што донело до такво пореметување на стабилноста на духот, до таква голема депресивна состојба, тоа се екстремни депресивни состојби, каде што веќе може да потегнеме по собствениот живот. А таа е па пропорционално со диспозицијата, со намалиот нагон за живот. И тоа е сериозен и многу тежок проблем за анализа, за да можеме да донесеме правилна судско-медицинска, медицинско-форензична криминалистичка одлука, која што ќе заврши на крај со една правна дефиниција, односно со една правно класифицирање на податоците. Така да не е доволно ако некој видите дека виси на јамка, дека се работи за самоубиство. Тоа не е ни од далеку елемент за кој што може да зборуваме. Самоубиството треба да се разликува од доброволната смрт, од несреќниот случај, од деловната неспособност. Заради тоа што за таа дефиниција постојат, за таа реченица, уствари правна класификација, постојат многу сериозни прашања. Заради тоа не можем да ви кажем, возможно. Сме имале случаи каде што имало сечна рана во предел на вратот, како самоубиствено дејство, не е успеал да ги повреди виталните органи, крвните садови околу дишната цевка, ја пресекол само дишната цевка, после тоа запалил цигара и преку трахеостомата испушил цигара, дури не умрело искрварување на помалите крвни садови што се околу трахеата.